Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Изминатите денови се случија насилни протести, тензии, но и обид за крваво сценарие за предизвикување етнички конфликт, кој не успеа. Главен режисер и сценарист е Христијан Мицкоски, заедно со неговиот проруски партнер Левица и коалицијски партнер Алијанса. ВМРО-ДПМН и проруската Левица, помогнати од Алијанса, се обидува во среде Скопје да испровоцираат меѓуетнички конфликт од огромни размери. Глумејќи жртва, ова крваво сценарио требаше да предизвика етнички конфликт, да поттикне спирала на насилства, тензии и обид за државата да се дестабилизира. Сценариото на ВМРО-ДПМН и проруската Левица, помогнато од Алијанса, е дело на антиевропски сили кои не и мислат добро на државата. Пиштолџијата, човекот кој лажно се тврдеше дека требало да го убие Мицкоски, се потврди дека е брат на висок функционер на неговиот коалицијски партнер Алијанса. Инциденти и обид за насилен упад имаше и пред зградата на Собранието и пред зградата на владата. Лица со качулки, насилници, повредија 47 полицајци на сцени кои подсетуваа на 27 април. Безбедносни извори информираат дека во насилнички групи присутни се и групи платеници од странство. Сето ова, почитувани, говори за сериозноста на одредени структури кои сакаат да ја дестабилизираат државата, да го повторат 27 април или 2001 година. Затоа потребна е одговорност за насилството и за режираните крвави сценарија да поднесат сите инволвирани. Од тука, која е поврзаноста на политичкиот дезертер од армијата Драган Ковачки со овие настани? Дали токму Ковачки ја координирал групата на поранешни припадници на армијата во ова крваво сценарио? Сите надлежни институции се повикани на брза и одговорна постапка и одговор на сите овие прашања. Откако нивните мрачни сценарија не успеа, Мицкоски да си ги прибере пиштолџиите и да се откаже од насилството. Вистината излезе на виделина, но се уште постои опасност од нови инциденти и провокации. Ние заедно со граѓаните нема да дозволиме дестабилизација. Институциите, безбедносните структури нема да дозволат кој било да ја загрозува стабилноста на нашата држава. Ви благодарам и повелете се прашања. Доколку нема, ви благодарам.